Се пласиравте во финалето, дали очекувавте ваква разврска на турнирот, ја освоивте и титулата? Па не очекуваме толку разлика да ќе биде, тие денеска најави дека малку потајно се надавне, али како ни крена, така резултатот тој ше све во нашата корист. Можете ли накратко само да ни го опишете надпреварот, како го видовте вие од клупата? Па овој надпревар покажа дека сме многу супериорни во односу на енглезите. Како се движеше резултатот, може би очекувавте и поголема победа? Па не, треба делко да онадиме победа, нек биде и скромна, ние сме задоволни со овој резултат. Благодарам, многу успех и многу среќа, се надевам дека и во наредните изданија на овие турнири ќе бидете учесници. Фала многу и ние благодариме, ние се надаме пак дека ќе бидеме тука и да се дружиме сите заедно. Мора да ја браните титулата наредната година. Веднаш, како да не, ќе доведеме уште помлада и постара екипа. Мојме да бираме, имаме играчи, све наши македонци. Постигнавте прекрасен гол, како го видовте овој финален надпревар? Па беше малку полако за нас во стартот, добие противнички играч доби црвен картон и онда на беше полесно, на време ги дадев на головите и после се одеше по себе си одеше. Дали очекувавте да се пласирате во финалето и да ја освоите титулата? Па верувам во оваа екипа. Се познаваме одавно, играме сите заедно, дека таму сме од Јабука, најповеќе имат македонци, таму има 5000 души македонци, се знаеме дека играме, имаме клуб свој и верував кога видев екипите малку се постари од нас и верував да сме играни и покажавме без малтене ни бод никој нам немат зедено. Све безпрекорно чисти победи. Што се однесува до постигнатиот гол? Не сем да зборувам тоа. Тоа е за дома, за сите македонци тој голот е. Па очекувавме, се надевавме влеговме финале, се мачевме малце со Бања Лука и оправдавме се во финалето. Дали ќе дојдете и наредната година, односно дали ти ќе дојдеш? Твоите играчи веќе најавија дека сигурно ќе дојдат да ја бранат титулата тука во Охрид. Па здравје, ако не се со Австралија, па ќе со Австралија. Со другарите. Иако е ревијален надпревар, сепак се почувствува надпреварувачкиот карактер и адреналинот на теренот. Се разбира дека се почувствува, иако се надевавме дека ќе успееме да го победиме тимот на македонците од Србија, сепак за жал се покажа многу подобри од нас. Игра фер игра, има доста добри акции по средината, има одличен напад. Нивниот голгетер што сега го имавте на програмата, одигра одлично, така да секоја чест, им честитам на победата, беше фер игра и заслужија победа. Жалбата се победи, сепак беше тука, нашиот селектор Саше на некој начин може би се обиде да интервенира, но неферски ја фати топката со рака и за жал доби црвен картон и се почна од тука. Не би сакал да го кривам Саше воопшто, можеше на секој тоа да му се случи. Се случи тоа што се случи, беше фер игра, никој не се повреди. Мило ми е што и понатаму продолжуваме, сите сте весели околу нас, така да сепак македонците на крајот успеа да победат, без разлика од каде се. Победи Македонија, сепак ова се надпревари во кој што резултатот не е битен. Се разбира, како што реков, ова беше средба на македонци од секаде ни светот, дали се тоа од Македонија, од Србија или од која било друга земја. Им честитам од се срце во име на екипата на македонците во Велика Британија и им сакувам многу успех во еднина. Доаѓате и наредната година во Македонија на средбата на македонците? Се разбира, јас би сакал ова да стане традиција. Од се срце би дошол лично и со истата екипа, ако не и со неколку појачени играчи. Морам да споменам неколку од Лондон, како што беа Ване во одбрана, потоа го имавме Саше кој што се повреди. Голем поздрав до нив. За жал не стигнаа да дојдат тука. Ерол исто така се откажа во последна минута. Верувам дека со нивна поддршка во иднина би можели да го споиме пехарот идната година. Како го доживеа надпреварот? Претрпевте голем пораз, 5-0, не е мала разлика. Па искрено да кажам, најбитно да се забавуваме. За резултатот не е битен, значи ова е прва година. Би било добро да победиме, знаеш ќе остане во историја, ама второ место исто така сме задоволни. Доаѓате и наредната година? Па апсолутно. Во битка за пехарот? Па најверојатно никош не се откажеме, без разлика кој победи денес, кој изгубиме, сите сме победници. Денеска и најагилен на теренот, најмногу претрча, се чини дека сепак екипата на македонците од Србија беше посилна и поорганизирана. Да, изгледаше така. Добри дечки, што да кажем. Супер на нив, да кажем браво. Многу беа добри. Супер на нашата екипа, тоа што стигнавме у финали. Фала на сите организаторите со све ова го направи на место за нас. И други пат ќе дојдеме назад и ќе биде друго.